Здраве од мене. Драго ми е што имам можноста да споделам зборот со вас ова утро. Како што прочита Филип, предавањето или проповедта ќе се базира врз Псалм 19 од 1 до 4 стих. И прашањето што ќе го разгледуваме ова утро е која е вистината или каде е вистината. Предавањето ќе се состои од вовед, 3 точки и заклучок и примена. Ќе разгледаме различни светогледи, тоа е првата главна точка. Втората главна точка ќе го разгледаме козмолошкиот аргумент и ќе направиме проценка од козмолошкиот аргумент, што тоа ни кажува. Да почнеме со воведот. Стиховите што ова утро ги разгледуваме од 1 до 4 стих во Псалм 19 и кажуваат дека небесата, сводот, денот, ноќта ја објавуваат Божјата слава и ги разгласуваат Божите атрибути и неговото битие. Целото создадение, ако може да кажеме, секој создаден ентитет, се што е видливо, разгласува, избори и нешто поучува. И два аспекти може да се видат. Едниот аспект е постојаното разгласување. И кажува дека се што постои, и дава примери на небото, на сводот и на другите елементи, зборува, кажува нешто. И тоа го кажува во текот на денот. И ако се пропушти во текот на денот, кажува во ноќта, збори во ноќта. И ако се пропушти во ноќта, доаѓа друг ден и пак збори, и пак разгласува, и па ноќ, и па ден, и па ноќ, и така циклусот се движи. Не може нивното зборување, нивниот глас, нивното разгласување не може да се пропушти. Цело време е тука. Тука е во дента, тука е во ноќта. Секое создание, впрочем, сонцето, месечината, секоја звезда, секој облак, секоја планина, секоја планета, секоја комета, секој астероид, секоја галаксија, учи, открива знаење, зборува и предава за едно нешто, за моќта, силата и креативноста на Бог. И на каков начин се прашуваме зборува? Каков овој говор, какво е ова разгласување? Очигледно е говор кој нема зборови, кој не може да се детектира со слухот. Но може да се детектира на друг начин. И човекот, како наиздигнат од созданието, има посебни ментални способности, посебни карактеристики, кои тие карактеристики преку кои може да детектира и да го слушне овој глас и да го види овој говор. И тоа што може да види и да забележи е дизајн. И тоа е комплексен дизајн. Да види дека овој создадени ентитети се од некои создадени. Може да заклучи дека овие се делата и продуктот на висока интелигенција. Другиот аспект што може да го видиме е дека овој јазик, овој говор, ова зборување, ова предавање, ова разгласување на секој физички ентитет не се скриени од никого. Значи сите го гледаат сонцето, сите гледаат месечината, сите ги гледаат облаците, дрвата, тревата, животните,
Овој говор, овој глас не е скриен од никого. Секој има достап до овој глас, до овој говор. Никој не е оставен без знаење, без информација. Но што се случува? Имаме достапност на многу информации, значи сите создадени ентитети зборат, разгласуваат, викаат. Имаме детекција на висока интелигенција, значи човекот гледа висока интелигенција, дизајн, убавина, баланс, комплексност. И што се случува? Овој говор е детектиран, виден и отфрлен. Човекот го детектира овој звук, овој говор и го отфрла. И вика не ќам да слушам, не ќам да ве слушам. И ова го гледаме во Римјаните 1 глава, 18 до 20 стих. Вика зашто Божјиот грев, апостол Павле, се открива од небото против секоја безбожност и неправда на луѓето, кои, е во клучниот збор, вистината ја потиснуваат или ја притиснуваат или ја супресираат во неправда. Она што може да се знае за Бог не им е откриено, бидејќи Бог тоа им го открил. На вистина, она што е во Бог невидливо, впрочем, вечната негова сила и божественост, согледани се уште од создавањето на светот и гледани се преку неговите дела, па така тие немаат изговор. Овој звук, овој говор или глас е отфрлен, е супресиран и затоа е човекот осуден, прочем. Или видовме, кажува дека Божјиот гнев, Божјата лутина се открива на човекот. Во Римјаните 2 глава исто така имаме светлина, каде Бог му дал на човекот совест или морален монитор, кој исто така сведочи за Божјите карактеристики и морална природа. Значи, имаме, Бог му дал светлина на човекот во секој создаден физички ентитет. И Бог му дал светлина на човекот во неговата совест, во неговиот морален монитор. И што се случува? Човекот ги отфрла овие две светлини и вика не ќам да се поклонам на Бог, не ќам да му служам на Бог. И често кога одиме на евангелизација, луѓе не прашуваат што се случува со луѓе по Латинска Америка, по Африка, по Азија, племиња кои се одлепени од цивилизација. Немаат струја, немаат интернет, не знаат да читаат. Како можат они да бидат осудени? Бидејќи, впрочем, предпоставката е дека се невини. Не знаат за Бог, не знаат за Библијата, не знаат за Исус. Но до овие текстови гледаме дека тие воопшто не се невини. Тие имаат многу светлина. Имаат светлината од целото создадение кој им вика дека има Создател, има Творец и имаат светлината на нивната совест, која сведочи за морал и за морален законодавач. И што се случува? Тие луѓе, впрочем и сите луѓе, го отфрлаат таа светлина. И формираат своји богови, своји идоли. Му викаат на Создателот не и прават идоли од камен и од дрво. Или ментални идоли на кои се поклонуваат. Како пари, како кола, како средства, како секс, пијанство и така натака. Но, што ако некој почне да истражува? Што ако некој одговори на оваа светлина? Каде може да ја најде вистината? Која е вистината?
И кога ќе почне да истражува, ќе се соочи со вакво нешто. Ќе се соочи со 4300 минимум религии. Во светот има 4300 религии детектирани. Колку тешко би било да се најде вистината? Може ли да се истражат 4300 религии во текот на еден живот? Тоа би било, впрочем, невозможно. Но ако се истражат само онака на surface level, овие религии, доброто е што може да се сумираат сите овие 4300 религии во 7 светогледи. Значи во 7 различни групации може да се сместат и да се анализираат така. Тие 7 светогледи, и впрочем, дефиницијата на светоглед е очила преку кој човек го гледа светот. Е mindset кој одредува како човекот гледа на себе, како гледа на Бог, како гледа на моралот, како гледа на животот после смртта, како гледа на другите луѓе. Значи, еден светоглед одредува како човекот живее, како се однесува. И сите имаат светоглед. Не може да каже некој, не, немам светоглед, тоа не е за мене. Сите имаат сет на верувања кои го дефинира нивниот светоглед. И овие 7 светогледи се следните. Првиот светоглед е теизам или монотеизам. И овој светоглед не учи дека има бесконечен личен Бог кој е надвор од универзумот и внатре во универзумот. И представници на овој светоглед се јудаизмот, христијанството и исламот. Вториот е атеизам, кажува дека не постои Бог, ниту во светот, ниту внатре во светот. И представници на овој светоглед се хуманизам, форми на таоизмот, конфуцијизмот и будизмот. Третиот светоглед е пантеизам. Овој светоглед научи дека Бог е универзумот, значи има пропорција и идентификација со универзумот и со Бог. И представници на овој светоглед се форми на хиндуизам, зен будизам и повеќето ставови на новата ера движењето. После имаме панентеизам. Овој светоглед научи дека Бог е во универзумот, како што умот е во телото и Бог е во постојан процес на промена и на развиток. После имаме деизам, тој е петиот светоглед. Тој кажува дека Бог е надвор од универзумот и не се меша со процесите на универзумот. Шестиот е конечен боговизам. Овде се тврди дека Бог е ограничен во својата природа, моќ и знаење. И седмиот и последниот е политеизам. Овде имаме верување дека има многу богови кои се конечни. И овде представници се античките грци, вавилонци, римјани, денешните мормони, неопаганите, виканите и форми на хиндуизмот и шинто. Значи, од 4300 религии може да ги сумираме сите во овие 7 светогледи. Зошто? За да прашаме кој е вистината, каде е вистината, кој е точен светоглед, кој е Бог, кој е човекот, кој е моралот, како треба ние правилно да живееме, кој ќе ги дефинира нашите животни стандарди, телевизијата, кината, филмовите или нешто друго. И од овие 7 светогледи 75% од човештвото практикува една од 5 највлијателни религии во светот. Тоа се будизмот, христијанството, јудаизмот, исламот и хиндуизмот. Значи, тоа се 4 од 7 светогледи, 2/3 од човештвото ги практикуваат. И сега, следната точка, ќе подетално ќе навлеземе кој
и како ние може да одредиме кој од овие 7 светогледи е точен. Не можат очигледно сите да бидат точни, бидејќи се во контрадикција едни со други. Или сите се неточни, или еден е само точен. И за тоа прашање ќе ја искористиме така наречениот козмолошки аргумент. Втората точка, главна ни е козмолошкиот аргумент. Ова е апологетски аргумент. Има отприлика 20 формални аргументи за постоењето на Бог. Нели ако некој ви каже нема докази за постоењето на Бог, чисто ништо не истражил, има минимум 20 формални аргументи за постоењето на Бог, и тоа од различни дисциплини. Например, од метафизика, од епистемологија, од семантика, од етика, од естетика, од природните науки, од филозофија, скоро од секоја димензија на реалноста имаме формален филозофски аргумент. И козмолошкиот аргумент е семејство на аргументи кои демонстрираат доволна причина на постоењето, или прва причина на постоењето на универзумот, на космосот. И може овие козмолошки аргументи да се групираат во три основни типови. Првиот е калам козмолошкиот аргумент, вториот е томистичкиот космолошки аргумент, и третиот е аргументот на Лајбниц за доволна причина зошто нешто постои, а не ништо. И сега ние ќе го разгледуваме калам козмолошкиот аргумент за прва причина на почетокот на универзумот, и тоа хоризонталната форма, има и вертикална форма. И прочем да напоменам уште еднаш, аргументот е технички, е филозофски конструиран и се користи да откриеме кој светоглед е точен. И калам козмолошкиот аргумент е, како што напомена, филозофски дедуктивен аргумент кој се состои од две премиси и еден заклучок. Доколку двете премиси се точни, првата и втората, тогаш заклучокот по автоматизам следи. Првата премиса е следна. Се што има почеток, има причина. Значи, таа е првата премиса. Се што има почеток, има причина. Втората премиса е универзумот има почеток. Универзумот има почеток и заклучокот е затоа универзумот има причина или има почеток. И сега ние ќе разгледаме секој од овие премиси, првата и втората, и да видиме дали овие премиси се точни, за да потврдиме дали универзумот почнал да постои и доколку почнал да постои, што можеме да видиме за почетникот од универзумот. И ова е различен пристап. Значи, ова е пристап кој не ја користи Библијата априори за да верифицира или да докаже нешто, туку користи, како што напоменав, аргументи од други дисциплини, како филозофија, наука, семантика и така натака. И е доста моќен начин на аргументација, бидејќи некој ќе ти каже, ја не верувам во Библијата, зошто ја користиш Библијата? Значи, ова е друг начин на аргументација, кој ќе видиме ќе ни даде многу големи алатки или мокно оружје за борба против лагите, бидејќи има многу лаги. И луѓето сакаат да аргументираат со наука, сакаат да аргументираат со филозофија, сакаат да аргументираат со други дисциплини, важи. Ќе ги земеме тие дисциплини и ќе аргументираме со тие дисциплини. Може ли така? И тоа прочем и се прави овде. Ги земаме доказите што се најдени во другите дисциплини, како прочем филозофија и физичките науки, и ги аргументираме, им ги носиме како докази на другите луѓе. Ајде да го видиме овој аргумент.
Значи, првата премиса е се што има почеток, има причина. Дали оваа премиса е точна? Оваа премиса е чисто ништо освен закон на каузалност. Законот на причина и последица. Ова е основниот принцип на физичките науки. Не само на физичките науки, и природните науки, туку и на форензичките науки. Значи немаш наука без овој принцип на причина и последица. Овој принцип на причина и последица, впрочем, е вграден во самата структура на рационално размислување. Ние така размислуваме. Е вграден во самите корења на логиката. И самата негација на овој процес или принцип на каузалност е нерационален, бидејќи за да го негираш, го користиш. И ако некој, например, не ви каже дека не верува во законот на каузалност, единствено прашајте го, што ве натера да дојдете до тој заклучок. Значи го користите пак законот на каузалност на причини и последици. Што значи оваа прва премиса е неспорна. Впрочем е точна. Втората премиса е универзумот има почеток. И ова е долга тема, долга и широка, има цели докторати напишано на оваа тема. Цели дисциплини, има цели науки кои се занимаваат со ова прашање. И ние овде ќе искористиме три работи, три закони или три теории кои се потврдени како закони, да потврдиме дека универзумот има почеток. Значи првата работа што ќе користиме е првиот закон на термодинамика. Ќе го користиме исто вториот закон на термодинамика и ќе разговараме за општата теорија на релативност на Ајнштајн. Да почнеме со втората премиса. Првиот закон на термодинамика не учи дека во еден термодинамички систем или во еден организам има ограничено количество на енергија. И тоа количество на енергија е константно и преминува во еден вид во друг вид. И таа енергија се класифицира во сумарно две групи: употреблива и неупотреблива, или корисна и некорисна. И многу често луѓето, например, ќе кажат: па ете, универзумот има константна енергија, енергијата на универзумот е константа, впрочем не ни треба надворешна сила, но прашањето од каде доаѓа таа енергија не се одговара. Но првиот закон на термодинамика не се занимава со тоа, само кажува едноставно дека количеството на енергија во еден термодинамички систем е константен. Таа пропорција меѓу употреблива и неупотреблива енергија останува иста. Вториот закон на термодинамика има два израза. Има макроскопски израз и микроскопски израз. Макроскопскиот израз е енергетскиот израз и ја мери ентропијата. Ентропијата е исто единица на системот која ни кажува насоката на движење. Значи имаме еден систем кој има корисна и некорисна енергија и овој макроскопски израз на вториот закон на термодинамика, впрочем ентропијата, ни кажува дека енергијата оди од корисна во некорисна. Значи така оперира еден систем. Користи корисна енергија да ги обави своите процеси и таа енергија претвора во некорисна. И со секој изминат момент на еден систем, енергијата се повеќе се намалува, тоест корисната енергија. И какво значење има за нас? Зашто е тоа битно?
Еве ќе земеме еден пример. Например, една кола или еден автомобил. Се става бензин или нафта во тој автомобил и во резервоарот има конечна маса или конечна количина на енергија. Колата работи, нели, се вози од едно место на друго место, на трето место и ја користи таа енергија што ја има во нафтата, во бензинот и ја претвара таа енергија од корисна во некорисна, за да ги обави своите процеси. И прашањето е, ако автомобилот почнал да работи со ограничена количина на енергија, на нафта и на бензин во вечноста, дали сега денес ќе има бензин или нафта во автомобилот? Одговорот е многу јасно дека ќе нема. И истото ако го аплицираме на универзумот, или првиот закон ни кажува во универзумот, кој може да биде термодинамички систем, има ограничено или конечна количина на енергија и за да ги обави своите процеси, користи енергија која се претвара од корисна во некорисна. Прашањето е, ако универзумот е вечен и почнал или не почнал да постои, дали ние денес ќе имаме корисна енергија во универзумот? Одговорот е дека ќе немаме. Ќе биде веќе све потрошено. Но гледаме, имаме енергија. Сонцето свети, кселиците светат, ние дишиме, облаци, све се движи, све функционира. Значи, очигледно дека има корисна енергија уште во универзумот. И овој макроскопски израз на вториот закон на термодинамика ни кажува дека ако се детектира правец на енергија во еден систем, тој систем почнал да постои. Не е вечен. Може и друг пример да се земе, не мора да е кола, може да е фенер, ѕвезда, организам, може да е радиоактивно распаѓање, било што, јаболка, било што може да се земе за пример. Вториот израз е микроскопскиот израз на вториот закон на термодинамика. И овој израз мери, ентропијата овде мери сложеност или комплексност на еден систем. И овој израз ни кажува дека со размена на процеси еден систем оди или има тенденција да го губи својот ред или својата комплексност или својата сложеност. И со тек на време ќе се распадне. Ќе биде нула сложеност, нула комплексност. И тоа впрочем и ние го гледаме. Нели, се во природата има тенденција да се распадне. И роботите природно се распаѓаат, губат ред, сложеност и комплексност. Или нашата кола ќе се распадне еден ден, куќа ќе се распадне, храната се распаѓа ако не се стави во фрижидер и ќе се распадне подолги стази. Нашите тела се распаѓаат, старееме. Се во овој конечен универзум, секој физички ентитет има стремеж да го губи својата првобитна комплексност, ред и уредност. И истото тука прашање може да го поставиме. Ако се детектира тој трансфер на губење на ред, комплексност и уредност во еден систем, дали денес ќе може ние да детектираме ред, сложеност и уредност во еден систем, ако тој почнал во бесконечност назад? И се разбира дека не може да детектираме, нема да има веќе ред и сложеност во тој систем. Значи, сите овие
првиот закон на термодинамика и вториот закон на термодинамика може да се искористат, да ни послужат како алатки во сведочење на други луѓе кои се запознаени нормално со овие теми и да утврдиме дека универзумот почнал да постои и дека прочем од тука има почетник. Третата работа што ќе ја користиме, ова е теоријата на Ајнштајн за општа релативност. И оваа теорија беше постулирана почеток на 20 век. И оваа теорија јасно ни кажува и опаќа посебната релативност, исто така постулирана од Ајнштајн, Њутовниот закон за универзална гравитација, и го врзува просторот и времето со масата, енергијата и моментумот. Значи ги врзува основните димензии на универзумот, ги врзува едни со други. И равенките кои ќе се решат, што се напишани, терминираат во универзум кој се шири во сите правци. И ако може да видиме видеозапис од историјата на универзумот во обратна насока, значи сега ако оваа теорија претпоставува дека универзумот се шири во сите правци, ако се вратиме назад, ќе дојдеме до една точка која се нарекува сингуларност или ништожност, од каде произлегува целиот универзум. Впрочем, ќе дојдеме до самата негација на тие димензии, негација на време, простор, материја и енергија. Што значи, одеднаш се нема ништо, имаш негација на овие димензии и одеднаш се случува овие димензии да постојат и се шират во сите насоки. И оваа теорија предвидува одредени работи. Значи, предвидува дека гравитацијата ги менува својствата на просторот и времето. Нели како што напоменав, овие димензии се врзани едни меѓу други. Предвидува исто кривење на светлината. Ги предвидува прецизните форми на планетарните орбити. Ја опишува процесијата на орбитата на Меркур. Исто кажува дека ќе се поместат спектралните линии на гравитационните тела, на радиосигналите исто така од квазари и црни дупки и така натака, и предвидува еден други исто така работи. Исто така кажува дека стационарните часовници ќе чукаат побавно од орбиталните за 38 милисекунди на ден. И интересната работа е што овие наблюдувања и повеќе од нив се предвидувања се видени, значи се наблюдувани, што ја потврдува теоријата за точна. Например, во 1919 година, за време на целосно затемнување на Сонцето, било измерено гравитационото поле на Сонцето дека ја наведнуваат звездената светлина. Биле исто така наблюдувани облиците на планетарните орбити на Меркур, Венера и Земја. Имаме исто така поместување на орбитата на Меркур. И така натака, значи имаме поместување исто така на радиосигналите од квазари, светлината од галаксиите се црвено поместени и така натака. Што значи оваа теорија има факти, имаме експериментални и наблюдувачки факти дека е точна. И оваа теорија, што за нас е релевантно, наложува апсолутен почеток на време, простор, материја и енергија. Што значи, да се вратиме на втората премиса. Значи, втората премиса ни кажуваше дека универзумот има почеток
И ние го видовме тоа дека универзумот на вистина има почеток од првиот закон на термодинамика, од вториот закон на термодинамика и општата релативност на Ајнштајн. Нанонаучникот Джеймс Тор кажал вака, отворен цитат: "Само дебитант кој не знае ништо за науката би рекол дека науката одзема од верата. Ако на вистина студирате наука, тоа ќе ве приближи до Бога." Затворен цитат. И сега има неколку алтернативни теории кои се дадени од научници за почетокот на универзумот, кои го негираат почетокот на универзумот. Имаме, например, теорија на козмички поврат или осцилаторски универзум. Имаме теорија на steady state. Ова се верувало пред 19 век во астрономијата, дека универзумот е steady state, дека е вечен, дека само си е така, си постои. После имаме модел на Стивен Хокинг, хаотичен инфлацијски универзум и универзум на вакуум флуктуации. И може да се навлезе подетално во овие теории, но кога ќе се анализираат, ќе се увиди дека сите овие теории немаат наблюдувачки факти, немаат докази, него се чисто имагинации и се чисто, може да кажеме, научна фантастика. И впрочем, овие теории го прекршуваат првиот закон на термодинамика, вториот закон на термодинамика, одат против теоријата на општа релативност и некој од нив, како например моделот на Стивен Хокинг, дури го прекршува законот на каузалност. Значи, козмолошкиот аргумент, кој уште еднаш ќе го повторам, првата премиса ни кажа се што има почеток, има причина. Универзумот имал почеток, и тоа го видовме од научни докази. Затоа универзумот има причина. И сега да видиме третата или заклучокот: универзумот има причина. Значи, ова е како некоја екстраполација од заклучокот од козмолошкиот аргумент. Интересното е што универзумот, види, ако имаме апсолутен почеток на време, простор, материја и енергија, претходно нема ништо. А ништо е дефинирано како негација на време, простор, материја, енергија и информација. Значи, немаш почетен материјал, немаш природни закони, немаш почетни честичи. Универзумот не може само од себе да се дигне, бидејќи ништо не постои. Не може да излезе од ништо. И оваа причина на универзумот е ништо друго освен причинителот или почетникот. Бидејќи нема друго. Нема од каде да излезе. Третата и последната точка е проценка од доказите. И ова е, мислам дека најмокното оружје што може да се користи за аргументација дека Бог навистина постои, гледајќи го козмолошкиот аргумент. Ако универзумот е дефиниран, физичкиот универзум збориме, како материја, простор, енергија, маса и информација. Почетникот, за да создаде простор, материја, енергија и информација, мора да биде под наводници надвор од нив. Така? Значи, за да ја создадам ова дрво, да го создадам, или тој стол, не можам да бидам во столот, или во дрвото, или во микрофонот. Морам да бидам надвор од него, за да го создадам. Така? Да земеме една димензија, времето. За да некое битие го создаде времето, мора да биде надвор од времето, така? Ако е надвор од времето, тоа што значи?
е дека е безвременски. Дека нема временски ограничувања. Ако е безвременски, тоа што значи? Дека е вечен. Дека нема почеток, дека нема крај. Дека го создава времето надвор од времето. За да битие го создаде просторот, мора да биде што? Мора да биде надвор од просторот, така? Ако е надвор од просторот, тоа што значи? Дека е насекаде. Дека нема просторни ограничувања. Ако едно битие ја создаде материјата, тоа што значи? По истата логика. Дека е нематеријален, така? Ако е нематеријален, тоа што значи? Дека е невидлив. Дека не може да се детектира со физичкото око. Ако за некое битие ја создаде информацијата, што значи тоа? Мора да биде надвор од информацијата. За да биде надвор од информацијата, тоа што значи? Да биде сезнаен. Да ги има сите информации на располагање. И друга работа е, за да создаде од ништо универзум, мора да биде неверојатно моќен, така, од ништо да создадеш толку комплексен, со милиарди галаксии, толку балансиран, толку убав универзум, од сабатомско ниво до макроскопско галактичко ниво, мора да си неверојатно моќен. А првиот израз на моќност мора да си семоќен. И сега две многу интересни работи. Првата работа ги руши сите азиски религии, зашто сите азиски религии кажуваат дека Бог, создателот, некој од нив е безличен, дека не е личен, дека е сила, дека е слепа сила. И ова битие мора да е лично, значи мора да е личност, зашто одлучува да креира, одлучува да направи нешто, одлучува да создаде универзум. Безлични сили не можат ништо да направат, не можат да одлучат. Само оперираат на плюс и минус. Ако имаш плюс и минус, тече сила. Ако немаш плюс и минус, немаш сила. Само личност може да одлучи и да создаде нешто. И само личност може да креира личности. Втората работа што исто така е многу битна е единството на Бог. И сега, ако имаме битие кое е бесконечно, ако имаме битие кое е семокно, дали може да имаме повеќе такви битија? Не може да имаме такви повеќе битија, тоа би било логична контрадикција. Два бесконечни Бога се контрадикција. Бесконечен и семоќен Бог нема конкуренти. И сега видите што е многу интересно. Од козмолошкиот аргумент, од научни докази, доаѓаме до битие, до Творец, кој ги има карактеристиките кои се опишани во Библијата. А не ја користиме Библијата. Користиме научни докази. И заклучокот може да кажеме дека овој козмолошки аргумент не носи до монотеизам, не носи до фактот дека Бог е еден, дека Бог ги има овие карактеристики кои ги опишавме и дека сите други богови што се опишани од сите други религии се лажни и митолошки, дека не постојат, не се реални. Само монотеизмот е точен. Астрономот Роберт Джастро кажал вака, отворен цитат: за научникот кој живеел во својата вера во моќта на разумот, приказната завршува како лош сон. Како што оди по планините на незнаењето, тој е пред освојување на највисокиот врв. Додека се повлекува и се качува на последната карпа, таму го пречекуваат група теолози кои со векови седат таму. Овој кажува астрономот дека дури сега, 20 и 21 век, научниците доаѓаат до откритија
дека универзумот има почеток, дека има почетник, кои теолози веќе со векови тоа го знаат и го веруваат. Значи, откривме преку козмолошкиот аргумент, откриваме теистички Бог, кој во согласност со Библијата, ја потврдуваме Библијата, користејќи здрави научни аргументи, и впрочем, науката е во согласност со тоа што Библијата ни го кажува, дека секој физички ентитет говори и збори дека има создател, дека овој создател е неверојатен. Но, козмолошкиот аргумент не носи до тука и не повеќе. Значи, не носи до теизам. Како што наведов на почеток, теизмот е представен три различни религии. Имаме христијанство, ислам и јудеизам. Не можат сите три религии да бидат точни, мора да биде една точна. Но теизмот не навлегува понатака. Значи, науката може до тука да дојде. После треба да се користат историски докази, за да се види и да се истражи кој од тие три религии е точна. И сега да завршиме со примена. Значи, имаме за верници примена, како што напоменав, овој аргумент, козмолошкиот аргумент, хоризонталната форма е доста моќен во евангелизација, во сведочење за атеисти или тие што кажуваат дека не веруваат во Бог, дека се држат под наводници на науката. И дека, користење на првиот закон на термодинамика, вториот закон на термодинамика, теориите на Ајнштајн потврдуваат дека универзумот имал почеток и дека има почетник. И тој почетник е вечен, е бесконечен и бескрајен и дека Библијата е точна. За неверници, за тие што не се христијани, можеме да кажем дека овој теистички Бог, кој го создал универзумот, дошол пред 2000 години меѓу луѓето, како човек. Тој е Господ Исус Христос. И тврдал дека е Бог. Само Исус Христос од сите религиозни лидери, што е многу интересно, тврди дека е Бог. И тоа е Богот на универзумот. И Исус ги потврдува своите сведочења, своите тврдења со многу докази. Значи, исполнува многу пророштва за себе. Живее безгрешен живот и прави многу чуда, кој не може никој друг човек да ги направи. Воскреснува мртви, стишува бури и урагани со збор, лечи неизлечиви болести, расте раце и нозе, дава очи на слепи, слух на глуви. И со своето неверојатно воскресение од мртвите. Значи, Исус Христос е уникатен, има еден тон историски докази за Исус. Исус е повеќе опишан во историчарите од тоа време него Цезарот, што тоа е многу интересно. И Исус не учи дека Библијата е точна, дека Библијата е вистина и дека сите други религии и светогледи и идеологии кои се противат на неговите учења се лажни. И се е толку страшно што некој ако верува во тие лаги, во тие измислици, нема да заврши лесно после смрт. Бидејќи не е формиран сам од себе, бидејќи е формиран од Бог, формиран е од овој Творец, има одговорност кон тој Творец да живее на одреден начин. Замисли, се што имаш ти е дадено од некој. Се што имаш, твоето тело, твоите раце, твоите очи, твојата коса, твоите алишта, храна, внатрешни органи, се што ќе можеш да замислиш, што ти е дадено, што поседуваш, ти е поклон од некој. Не е твое.
И еден ден, тој што ти го дал се што имаш, ќе те повика да дадеш отчет за тоа што ти го дал. Ќе те праша како го искористи тоа што ти го дадов. Дали го искористи за мене и за мојата слава? Или живееше во грев? Одеше против моите закони, против моите заповеди. И тие што, затоа е многу е битна вистината, најбитна е вистината. Исус Христос вика, јас сум вистината, јас сум патот, јас сум животот. Зашто човек, ако верува во лага и заврши со смрт, ова ќе го дочека Исус на судниот ден, ќе му каже, бегај од мене во пеколот, јас не те знам. И ќе биде страшно изненаден, но ќе нема назад. И затоа вистината е од суштинско значење, нема ништо поважно. Луѓето се окупирани со работа, се окупирани со здравје, со вирусот, со кола, со фамилија, со земни работи. Но прашањето е дали се окупирани со вистината. Дали ја знаат вистината, дали ја сакаат вистината, дали ја следат вистината. Инкарнација на вистината е Исус Христос. И повикот до неверници е да истрчаат до Христос, да не чекаат. Зашто може да нема втора шанса за нив. Може денес да биде последниот ден. И мојот повик до вас е да истражувате. Има многу докази за Библијата, има многу докази за Христос и да истрчате кон Христос и да се спасите, да не чекате. Зашто Исус е тој што ќе ве спаси, Исус е тој што ќе ви даде вечен живот, Исус е тој што ќе однесе во рајот после смртта.